Ова е подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам .мк. Јас сум Жанета Здравковска, денес разговараме со Благој Шурбевски, шумарски инженер, магистар по шумарски науки и асистент на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Хан Сем при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Благој, здраво. Здраво. Нема да ти персирам во интервјуто, веќе подолго време соработуваме, кога станува збор за заштита на природата и Националниот парк Пелистер. Денес ќе разговараме за еден не секојдневен, невообичаен и интересен сегмент од твојата работа, а тоа е истражувањето на инсектите. Односно, ќе зборуваме за здравието на шумата преку однесувањето на инсектите во неа. И на сам почеток морам да кажам дека ова навистина интервју ми беше предизвик, бидејќи имам фобија од одреден вид на инсекти, и тоа ете за чудо се пеперутки, и тоа онај сивец и сличните на него, па затоа би го започнала разговорот со едно прашање кон тебе, како кај тебе се јави интересот да ги истражуваш инсектите? Прво сакам да се заблагодарам што ја имам честа тука да разговарам во прекрасна природа, во Националниот парк, и баш ми е мило што имам можност да кажам некои работи за здравието на шумата, кои што често јавноста не ги знае или не посветува доволно внимание. Друго кажа дека инсектите се невообичаен дел од моето истражување. Не, инсектите се невообичаен дел од општото истражување, меѓутоа од моето е секојдневие. Секојдневие, така. Така да доста тоа ми е, нели, главната струка. А како сум дошол до тоа е тешко прашање. Никој како дете не се замислува дека еден ден ќе работи, ќе ги изучува инсектите. Така не бев ни јас. Случајно животниот пат ме однесе да студирам шумарство, па потоа насока ентомологија, односно поточно шумарска ентомологија, така и магистрирав, и сега работам и на факултетот, и се надевам дека можам уште повеќе од ова да придонесам за заштитата на шумите од инсектите, баш овде кај нас во Македонија. Да, меѓутоа ете од каде интересот конкретно за инсектите? Не се плашиш ли од нив? Повеќето луѓе имаат страв. Да, се согласувам дека повеќето луѓе имаат страв. Не се плашам од најголемиот дел од нив, меѓутоа тие кои што знам дека се опасни, па од нив баш особено се плашам, односно сакам да ги избегнувам, да не ги допирам. Човечки е да се плашиме од тоа што ни е непознато. Така да инсектите често се непозната категорија за луѓето, не дека ги нема, ги има премногу, затоа можеби ќе зборуваме малку подоцна колку многу ги има, меѓутоа се ситни, остануваат незабележани, на некој начин дури во одредени ситуации како митски суштества, како се појавуваат, од каде излегуваат, без ако на луѓето не им е познато нивниот животен циклус, растенијето домаќин или животно домаќин, има и такви ситуации, тогаш да, нормално, делуваат страшно. Дел од нив имаат изглед кој што е невообичаен за останатите животни, така да, го разбирам стравот. Не можам да кажам дека никогаш не сум се плашел или не сум бил предпазлив кога се однесува за инсектите, меѓутоа сега кога малку повеќе ги имам запознаено последниве неколку години во текот на мојата професионална кариера, не се плашам од нив и ги охрабрувам и моите студенти да не се плашат од инсектите, и можам да кажам дека сум успешен на тоа поле, се надевам дека сум успешен, бидејќи на првиот час сите се не допираме ние такво нешто, а веќе кога ќе дојде мај месец, кога ќе одиме на теренска и самите тие фаќаат инсекти, стравот поминува, дури им е интересно, веќе им станува како некој предизвик. Така, денес сме во Националниот парк Пелистер и тука ги истражувате подкорниците. Тоа се оние мали инсекти, јас би ги нарекла мушички, кои што летаат околу нас додека се движиме низ шумата и се безопасни за луѓето, меѓутоа се опасни за шумата и за дрвјата, и просто ми делуваше многу фасцинантно кога ја погледнав онаа фотографија што ми ја покажа, на која што се гледа каква штета можат да предизвикаат овие мушички врз стеблата на дрвјата.
и подкорниците токму на таа фотографија покажуваат споредено со човечкото тело како да ги пресекуваат крвните садови кај човекот. Како може едни толкави мали бубачки, инсекти да кутнат толку големи дрвја како што се моликите и сличните на нив, и дали ова всушност представува еден вид на габична инфекција во шумата? Прво ќе го одговорам последниот дел, не станува дел габична инфекција. Габичните инфекции се предизвикани од други организми, од габите се разбира. Често подкорниците кои што ги спомнавте, нели, можат да работат синхронизирано со габите, односно во некој начин на симбиоза. Секој џин има своја слаба точка, така и дрвјата кои што ги гледаме, баш се џинови, имаат слаба точка. Една од нивните слаби точки се спроводните садови, кои што се наоѓаат плитко под кората. Така овие подкорници, така и доаѓа нивното име, подкорници, бидејќи живеат под кората на дрвјата, се хранат и тука живеат, ги пресекуваат тие спроводни садови, дрвото, односно стеблото од било кој вид, еве во овој случај моликата, меѓутоа може да се и било кои други видови, не може да транспортира доволно хранливи материи, и стеблото се суши и дури и изумира. Се значи разбира? Тоа е една од причините што ни шумите гледаме и сушени стебла. Апсолутно, апсолутно може да придонесе. Пред се подкорниците ги сметаме за секундарни штетници, односно мора веќе претходно здравјето на шумата да е нарушено на некаков начин, било тоа од габична инфекција, било тоа од долготрајна суша, пожари, човечко влијание и така натаму, за потоа да се населат подкорниците и тие на некој начин ги докрајчуваат дрвјата. Кај нас се честа појава подкорниците, всушност и во секоја шума во наши климатски услови. Европа не постои земја во Европа каде што во суштина не се јавуваат подкорници. И сега што треба да направиме за едноставно да ја спасиме шумата од ваквите штетници? Борбата со подкорниците е многу комплексна. Не постои еден универзален лек. Во суштина масовните појави на подкорници на европскиот континент започнале пред неколку декади и се уште до ден денес нема најдено 100% решение. Меѓутоа постојат методи кои што може да се ублажи тоа негативно влијание. Една од методите која што се применува и е регуларна шумарска пракса е отстранување на сувите стебла од шумата. Да, сувите стебла имаат многу значаен дел во екосистемот, тие представуваат дом за разни птици, други видови на инсекти кои што се значаен дел од екосистемот, меѓутоа представуваат и дом за подкорниците, кои што потоа може да се рашират на здравите стебла и да предизвикаат смрт. Други методи кои што може да се применуваат, нормално се исто така други одгледувачки мерки, како што се воведување на шумски ред. Видовме тоа со феромонски мамци, веќе науката има изолирано феромони од тие подкорници кои што ги користат за привлекување на партнер. Во суштина феромоните ги залажуваат подкорниците дека тука имаат партнер, доаѓаат. Тоа е методот што го примена ти конкретно во Националниот парк Пелистер. Тоа е методот кој што го применавме. За жал, за тоа да е успешно мора да се применува масовно. И е често скапа метода. Најдобрите се шумско-одгледувачките мерки, каде што имаме здрава шума и отпорна на други влијанија. Друго нешто што треба да се внимава исто така при пошумувањата, тоа морам да го нагласам. Постојат некои места кои што се навистина склони, региони кои што се склони на напади од подкорници, таму треба да се избегнуваат тие дрвни видови, меѓутоа тоа е веќе навистина сложена наука и бара многу истражување за конкретната локација, не би можел ништо вака од ракав да кажам до тоа. Во секој случај. Друг штетник е боровиот четник, кој што им создава грижи посебно на професиите кои што се занимаваат со заштита на шумите, колку тој реално е штетен за шумите и за луѓето, и дали луѓето смеат од љубопитност да го размотуваат она клопче што тој го создава на гранките на боровите, а наликува на пајажина. Боровиот четник е екстремно штетен во наши еколошки услови. Може да предизвика сушење на цели борови шуми, особено наму каде што имаме монокултури, честа појава кај нас во нашите пошумувања од бор. Боровиот четник е термофилен вид, односно сака топлина.
затоа го имаме често на пониските надморски височини во наши услови, на сончеви места, на посиромашни почви, каде што може да го направи она деструктивно дејство на самите дрвја. Многу е голем проблем во медитеранските шуми, општо во Европа и Северна Африка, предизвикува дефолијации на цели шуми. Значи цели шуми остануваат без ниту една игличка. Тие неговите гасенички се хранат со навистина големи количини. Дури нели зборувавме за инсектите како се ситни, меѓутоа како едно нешто толку ситно може да изеде толку многу храна е навистина чудно, дури неколку стотина пати може да зголеми својата тежина од излегувањето од јајцето до моментот кога е спремнен да се закукли во следниот стадиум, односно во кукла, па потоа во имаго, односно пеперутка. Луѓето смеат да го размотуваат клапчето? Не, зошто? Тоа е еден од оние видови на инсекти од кои што условно кажано се плашам. Не се плашам, го изучувам, меѓутоа се плашам да го допирам, односно морам да бидам екстремно внимателен. Бидејќи јас доста често работам со боров четник, секогаш морам да бидам екстремно внимателен. Што може да предизвика тој? Предизвикува сериозна кожна реакција. Неговите влакненца, на гасеничките влакненцата, лесно се кршат, содржат силен токсин, кој што во допир на кожата со луѓето, меѓутоа и на животните, предизвика сериозна реакција. Ако навлезе во очите, во ушите, па дури во слузницата, во носот, може да е многу непријатно. Значи да апелираме да се внимава и да не се допира, Апсолутно. бидејќи го имаме често низ нашите шуми. Апсолутно. Луѓето што живеат блиску до шумите вообичаено го знаат тоа, меѓутоа постојат рекреативци, планинари, нели нормално кои што сакаат да прошетат шумата и ги охрабрувам уште повеќе да шетаат. Само тука да внимаваат многу, особено во периодот од доцна есен до рана пролет. Тогаш е најопасен. Во последниве десеттина години, а еве и сега ние можеме тоа да го почувствуваме на наша кожа, посебно во овој летен период, преку јуни и јули се појавуваат оние наречени коњски муви, односно штркели, кои што голема мака им задаваат на планинарите и на велосипедистите кои што практикуваат планинарски велосипедизам. Ако успеат да се доберат до гола кожа, создаваат убоди, отоци и ги има некако во последно време многу. А дали во минатот имаше некако вид на запрашување кој што сега изостана, па толку многу се намножија? Не сум доволно запознаен со таа ситуација, меѓутоа претпоставам дека немало запрашување. Коњските муви, односно фамилијата Ваниде, се предаторски муви кои што се хранат со крвта на цицачите. Значи и тоа го почувствувавме и денес дури. Нивна главна храна е добитокот. Најмногу сакаат да се хранат со добиток. Во последните години секаде околу нашите шуми, секаде имаме намалување на сточниот фонд на добитокот, што значи дека тие што ги има, тие популации мора да најдат алтернативен домаќин. Да, го сменаа домаќинот, ние не им сме омилена храна, ама врвиме. Што значи дека во замена на тоа, а друга потенцијална можност се и самите климатски промени, односно затоплувањето. Тие сакаат топли и влажни места. Со тоа што општо е потопло времето, значи дека нивната генерација може да е подолга, да прават повеќе штета. Меѓутоа најдобро ова можеби би можел да одговори некој што се занимава со ветеринарна ентомологија за заштита, бидејќи тие најмногу ги изучуваат тие. Дефинитивно. Ние само ги чувствуваме на нашата кожа и навистина многу ни сметаат во шумите. Така, ги спомна сега климатските промени. Колку тие го зголемуваат бројот на инсекти и дали поради нив се појавуваат повеќе штетни од колку корисни инсекти? Тоа е исто така доста комплицирана работа. Општо земено, климатските промени го намалуваат диверзитетот на инсекти. Значи, имаме помал број на видови на инсекти, што е во суштина лошо, нели, од еколошка перспектива. Меѓутоа, на одредени видови на инсекти кои што ми одговараат тие потопли клими, па им се зголемува многу кратно популацијата. Еден од тие и боровиот четник кој што го спомнавме, на тој вид, на Тауматопеја питиокампа, тоа е латинското име за боров четник, му одговара потопло време. Што значи дека тој може да ги зголеми своите популации, ги проширува локациите кај што се наоѓа и прави се поголеми штети. Постојат
различни изолирани случаи. Едно и тие подкорниците ги спомнавме, бидејќи долготрајните суши кои што се јавуваат кај нас како резултат баш на тие климатски промени, предизвикуваат ослабнување на шумските екосистеми. Подкорниците како секундарни штетници доаѓаат и им наштетуваат повеќе. Значи, климатските промени можеби да го зголемат вкупниот број на инсекти, меѓутоа го намалуваат диверзитетот, а тоа е во суштина лошо во природните екосистеми и може да е дури катастрофално, бидејќи инсектите се неделив дел од екосистемот, дали било како опрашувачи, дали како регулатори на други видови и така натаму. Така, преку лето ги имаме и шумските пожари. Можат ли инсектите да го пречувствуваат пожарот уште пред да дојде огнот? Тоа беше на доста интересно прашање, тоа беше доста популарна тема минатото лето во јавноста. За сега немаме информации дали можат на големи дистанци да почувствуваат дека ќе доаѓа пожарот, иако инсектите доста добро чувствуваат топлина, што значи дека на 100 метри веројатно и би почувствувале зголемување на топлина и да може да го избегнат тоа. Дали инсектите влијаат во спрошувувањето на шумските пожари, и за тоа не можам да ви кажам во овој момент, бидејќи немаме доволно информации за тоа. Така. И што би можеле да заклучиме, кои господари со шумите, дали оние големи ѕверови со планините што знаеме дека живеат во нив, или пак милионите инсекти кои што не ги забележуваме? Доста интересно прашање. Јас би одговорил од малку друга перспектива. Мислам дека никој не господари со шумите, бидејќи шумите се еден сложен екосистем од многу различни организми. Ние како шумари, од фајлата од кој што јас доаѓам, сакаме да кажуваме дека дрвјата всушност господарат со шумите. Тие се креатор, во суштини тие се креатор на шумите. Ако немаме дрвја, немаме шума, туку имаме некој друг тип на екосистем. Ако го зборуваме за животните, инсектите помалку ги гледаме, меѓутоа и на елените и на срните им сметаат комарците, и на елените и на срните им сметаат коњските муви што ги спомнавме. Самите инсекти често може да предизвикаат многу поголеми штети на шумите од животните, а од друга страна пак поголемиот дел на инсекти, да не испадни дека ги антагонизираме сега инсектите, баш напротив, сметам дека инсектите се веројатно најважната група на организми за одржување на тие екосистеми, помагаат во размножувањето на дрвјата, помагаат во размножувањето на другите растенија, што значи дека не би можел да одговорам кој господари. Да, мечката е страшна ако се сретнеме со неа, ама еден податок што веројатно луѓето го знаат, што за среќа кај нас и не е таква појава, животно кое што убива најмногу луѓе во светот на годишно ниво се комарците. Дали може да ги наречеме дека се всушност корона од инсекти во природата? Зборуваме за подкорниците? Не, за комарците. За комарците? Не би можел да кажам да... За нив рече дека најголем број на луѓе убиваат во текот на годината. Комарците, затоа и... Да, за комарците. Те прашав, да. Комарците се многу проблематични, со тоа што пренесуваат болести. Кај нас, за среќа, тие болести не се ендемични и ги немаме. Меѓутоа во Африка не е таков случајот, кај што една болест како маларијата веројатно на сите ни е позната дека постои. Главен преносител се комарците. Затоа мислам дека комарците убиваат околу 70.000 луѓе годишно во светот, а на второ место, не го знам точниот податок, мислам дека е нилскиот коњ со неколку стотина, што значи дека илјадници пати повеќе. Колку ситен инсект во споредба со колку крупно животно. Апсолутно. Затоа исто беше на прашањето кои господари, помалите може да бидат некојаш многу поопасни од големите, иако не го гледаме тоа во прв момент. Така. Добро рече да не ги антагонизираме инсектите, не се сите штетни, имаме и корисни. Би зела еден пример со мојот семеен двор деновиве што го имав. На трендафилите се појавија мравки и ние ги тепавме сакајки да ги спасиме цветовите. За подоцна во земјоделска аптека да ми кажат дека всушност мравката го ја ништи растителната вошка. Не знам дали е тоа точно, меѓутоа така ми рекоа. И сега сакав јас да прашам дали често се случува човекот да ништи корисни инсекти, плашејќи се од нив без да знае дека се всушност корисни, односно да ги восприема како штетници. Многу често.
Таа е многу честа појава. Например, повторно поврзано со лисните вошки, за кој што морам да кажам дека мравите во суштина се хранат со изметот на вошките и често и не ги убиваат. Што значи дека мравите се само показател дека имаме вошки појасен, меѓутоа еден инсект кој што ги убива вошките, и тоа многу ефикасно, е бубамарата. Бубамарата е феноменален регулатор на популациите на лисни вошки, дали било во шумите, дали било во ливадите, во земјоделските предели, така натаму. Секаде тие ги се хранат со лисните вошки. Сега и тоа е добро познато дека бубамарите се корисни. Едно нешто што не знаат луѓето, како изгледа ларвата од бубамара. Знаеме добро како изгледа бубамарата, меѓутоа ларвата изгледа сосема поинаку. Како? Па малку е тешко да ја опишам сега, меѓутоа ја нема таа форма, ја нема таа боја, ги нема тие дамки кои што ги има нели возрастната бубамара, и често луѓето сметаат дека ларвите од бубамари се всушност штетници, не знаејќи дека се нивни ларви. И одма пристапуваат до користење на инсектициди да ги заштитат нивните растенија. Со тоа си прават двојно зло. Прво, третираат без потреба, знаеме сите дека колку помалку третмани на растенијето со било какви препарати, тоа е подобро и за самото здравје на растеније, меѓутоа инсектицидите се нужно зло, сметам дека треба да се употребуваат онаму каде што треба, меѓутоа се намалува популацијата на бубамари која што е корисна во суштина. Така да го имаме, таа популација, така го имаме тој пример. Друг пример го имаме со лебдечките муви, фамилија Сирфиде, кои што с друго име и осолики муви, баш поради тоа што изгледаат како оси. И луѓето често ги убиваат, плашејќи се од оси, нормално, бидејќи осите можат да ни наштетат со нивната боцка. Мувите се безопасни, напротив, се многу корисни опрашувачи. Тие се движат од цвет на цвет, го пренесуваат поленот и се едни од најдобрите опрашувачи кои што ги имаме во природата. Трет пример е исто така и со обичните муви, кои што не ни се умилени и од оправдани причини, бидејќи можат да пренесуваат и болести нормално, меѓутоа обичните муви, нивните ларви се хранат со мртва органска материја, што значи дека помагаат во разложувањето на мртвите животни или растенија во природата и со тоа го забрзуваат процесот на циркулација на органската материја и така се екстремно корисни. Секако постојат две страни, го кажавме тоа дека можат и да пренесуваат болести и не ги сакаме во домот нормално и на храната, дека често знаат да се прикачуваат на храната на луѓето, меѓутоа општо земено во природата тие можат да бидат и не можат туку се екстремно корисни за самата природа. Добро, во шумата кој инсект можеме да го наречеме лекар на шумата или чистач на шумата? Имам правено едно истражување во однос на видовите на пеперутки, односно лушпокрилци, ред Лепидоптера во нашите шуми. Само околу 3% од видовите во суштина им наштетуваат сериозно на растенијата и се водат како штетници. Значи дека тезата дека помеѓу штетните инсекти има и корисни е погрешна, туку е тоа обратно. Помеѓу корисните има и некој што може да прави проблем. Меѓутоа, најголемиот дел од нив се корисни и сметам дека треба да работиме повеќе како општество на заштитување на екосистемите за зголемување на бројноста на видови на инсекти. И на кој начин би го постигнале тоа? Еден од начините е да се намали бетонирање, асфалтирање, да се задржи загадувањето на минимално ниво. Урбанизацијата апсолутно влијае. Особено еден типичен пример за урбанизација како штети на инсектите се светулките. Можеби повозрасните луѓе се сеќаваат дека порано имало многу повеќе светулки отколку што е сега. Светулките имаат проблем со вештачката светлина. Вештачката светлина им смета и не може да најдат партнер, не може да се размножуваат. Затоа урбанизацијата и општо вештачкото осветлување нив екстремно многу им смета. Загадувањето на воздухот смета на инсектите, загадувањето на почвите смета, уништувањето на природните екосистеми исто така им смета. Со тоа можеби се зголемува, и тоа го спомнавме претходно, бројот на некој вид на инсект, бројноста, меѓутоа вкупната бројност на видови се намалува. За жал не работиме доволно свесно и доволно совесно на таа тема, бидејќи баш поради она што кажавме на самиот почеток, голем дел од луѓето не се свесни за важноста на инсектите. Иако можеби сме го прочитале тоа, можеби во некој учебник по биологија, со тек на времето сме го заборавиле. Сметам дека мора тоа да го имаме цело време при ум. Да, имаш доста интересна, но сериозна професија. Дали би споделил со нас некој друго интересно искуство теренско
работејќи, проучувајќи ги инсектите? Во мојата работа сакам да сметам дека колку помалку е интересно, тоа е подобро, бидејќи тоа значи не ни се случуваат непредвидени работи. Меѓутоа интересно е, не знам, убод од инсектите, убоди има често. Го спомнавме боровиот четник, често имам чешање од предизвикано од гасениците, меѓутоа за среќа само на рацете гледам да го заштитам лицето, се разбира. Една од интересните ситуации сега брзо ми се случи. Интересно е кога раскажувам, меѓутоа не толку интересно кога ми се случи на терен кога заглави во 1 метар кал. Така? За среќа со мене имаше еден од колегите од шумското стопанство, па ми помогна некако да се извлечам. Така, тоа беше проблематично и тоа ми беше еден... Истражуваш инсекти? Да, тоа го правам, јас истражувам инсекти. Кој инсект вака? Тоа бев за боровиот четник конкретно, пошто докторатот ми е на таа тема, па често во периодот кога се појавува боровиот четник, тоа е доцна есен, зима и рана пролет, баш кога е влажно и кога има многу кал. И доста ладно. Мора да работиме и на едукација на младата популација за инсектите и за природата воопшто. За време на моето основно образование се сеќавам дека по предметот биологија работевме хербариум и инсектариум, значи преку лето имавме задача да збираме инсекти. Денес тоа го нема, од друга страна имаме се поголем процент на деца и на млади кои се плашат од инсектите. Како да се надмине ваквиот страв? И како да се едуцираат сега во ситуација кога еве некако се кон информатиката насочено? Само со изнесување на децата во природа. За среќа имам некои колеги кои што го работат тоа, ќе ги поздравам и нив ќе се пронајдат, кои што работат баш на едукација на инсекти со најмалите и ја поздравувам таа иницијатива и таа работа, бидејќи работат со деца од 5 години, мислам, па нагоре, кај што се поставуваат основите, нели, кај самите деца. Сметам дека мора да им дозволуваат да дојдат во допир со нив? Па не сум бил лично, меѓутоа претпоставувам дека да одат во природа, ги гледаат инсектите, успеваат да допрат некое, па дали ви наштети? Не. Значи не е страшно во тој момент. Јас конкретно и пример од моето семејство, мојот 2,5 годишен син не се плаши од инсекти, што добивам и малку критики за тоа дека не се плаши од инсекти, дека можеби некој ќе му наштети, меѓутоа со децата не треба многу за тоа да го научат. Што се однесува до тие инсектариумите, се надевам дека ќе се врати како пракса во средните и основните училишта, баш да го надминат тој страв. А ние со студентите го имаме, кога ќе им кажам дека мора да соберат инсектариум со 60 видови, малку не се среќни за тоа, ама потоа кога ќе сватат дека не е толку тешко, еве додека седиме тука најмалку 7-8 различни видови на инсекти ни прелетаа меѓу нас, што значи дека со една тегличка ако ги фаќавме веќе ќе имавме 20% од инсектариумот спремен. Значи ли тоа дека ако не ги допираме не напаѓаат самите инсекти? Колку помалку вознемиреност, тоа подобро. Тоа можеби луѓето често го имаат забележено со осите. Ако не им го вознемируваме осарникот, не напаѓаат толку многу агресивно, меѓутоа не значи. Еве конкретно коњските муви напаѓаат бидејќи им сме храна. Секое животно сака да се заштити себе си и дури и да не напаѓа луѓе, ако се најде, условно кажано, во тесно, ќе возврати. Меѓутоа голем дел од видовите на инсекти немаат како да ни наштетат, например пеперутките немаат начин како да ни наштетат, освен не предизвикуваат иритација на кожата, имам слушнато дека постојат видови, да, постојат видови кои што можат, меѓутоа тие се многу мал број. Да, ќе кажеме во неколку проценти од вкупниот број. Да, значи од мал процент на инсекти омразени ни се многу повеќе. Често се случува во секое поле тоа дека од мал број на озогласени да веќе кажам лица или видови или така натаму индивидуи, може целата популација да страда. И да, тоа е проблем, мора да се работи на едукација со тоа. Најдобра едукација се прави со најмалите деца. Јас не работам со мали деца, јас работам со студенти каде што малку е потешко да им се смени менталниот склоп, меѓутоа успеваме. Така. Успеваме и морам да ги поздравам колегите што работат повторно со мали деца. Секоја чест, одлично тоа.
Така, кога ги спомена студентите, има ли интерес кај младите да се студира шумарство? За жал... Македонија е земја планинска, богата со планински региони, шуми. Имаме ли подмладок или ова е дефицитарна професија? Има еден парадокс. Е дефицитарна професија, меѓутоа нема вработување доволно онаму каде што треба. А има студенти кои што дипломирале и се невработени во струката. За жал, шумарството, ние како шумари мора малку да поработиме за подобрување на имиџот на шумарството. Во Европа шумарството е во суштина на благородничка работа, каде што големите земјопоседници само успеваат да работат. Македонија има околу 40% од територијата под шуми, што значи дека има доволен мегдан за да се работи сето тоа. Меѓутоа, поради организациони, политички причини, па дури и самата јавност, и веројатно тоа што младите многу повеќе сакаат да студираат и да учат технологија, си го прави своето, имаме релативно мал број на студенти. Се надеваме дека тоа ќе успееме да го зголемиме, дали преку промоција општо за шумарството, промоцијата на факултетот и пред се преку изведување на квалитетни кадри кои што потоа кога ќе влезат во праксата, кога ќе студираат, се надеваме дека нема да заминат за Швајцарија. Ќе останат тука и ќе помогнат во подобрување на ситуацијата, бидејќи секогаш може подобро. А имаме ли селување на шумари и шумски инженери? Има иселување на млади дипломци во секој случај кои што не успеале, еве кажано, од прва да си го најдат своето место под небото тука. Има работа за нив во странство? Секогаш има работа. За шумар секогаш има работа, онаму каде што системот го дозволува тоа. Така, добро. Еве да те прашам тебе, ти доаѓаш од соседната општина Новаци, каде што имаме зафатнина дел од Пелагонија. Зошто се одлучи еве за шумарство, а не за земјоделие, например? Па тоа е малку интересно. Или не знам, некоја друга научна област која што те привлекуваше? Интересно, од секогаш ме интересирале биотехничките науки и ова го сватив како еден предизвик тогаш. Ми беше доста непознато. Морам да кажам дека не бев подкован ја шумарство кога завршив средно, учев гимназија. Меѓутоа, како почнав да студирам, ми стана навистина интересно и не би ја сменал мојата професија. И да се вратам сега пак во времето, не би ја сменал сопствената професија. Меѓутоа, од оваа точка во времето би работел и работам за зголемување на имиџот на професијата и општо за подобрување на шумарството и се надевам дека ќе дочекаме подобри денови. За жал, шумарството е една неблагородна работа, затоа што речиси никогаш не можеме да ги видиме резултатите од нашата работа во текот на нашиот животен век. Так. Дрвјата се долговечни видови. Она што ќе го сработиме ние сега, веројатно ќе го видат нашите деца или нашите внуци. Односно, 3 или 4 професионални генерации натаму, кои што ќе видат и се надевам ќе не пофалат и ќе речат тие шумари што биле пред 100 години, супер си ја завршиле работата. Се надевам. Добро, во однос на штетните инсекти, само што ова сакам да те прашам, не си лекар, меѓутоа еве да ја начнеме и таа тема. Најчесто стравот доаѓа од убодот на инсектите. Меѓу нашиот народ постојат оние бабини деветини, да ги наречам, дека ако се добие убод од оса, треба да се намачка со кал и да се истрие со златен прстен. Дали тоа всушност помага? Не би можел да кажам за медицинските причини за тоа. Веројатно тоа би помагало доколку има осило закачено да се извади осилото и да не се продолжи навлегување на токсинот во кожата. Дали ја намалува инфекцијата, односно отокот. Калта претпоставувам ако е ладна, да, секоја ладна облога помага, така да и калта помага. Нели кога спортистите ќе се удрат, веднаш им ставаат ладна облога за да нема оток, така и ова функционира на тој начин. Дали златото само како функционира? Сигурно има некоја причина зошто го правеле тоа искуствена, меѓутоа јас не знам да го одговорам тоа прашање. Малку ме најдовте во тесно за таа тема. И за крај Благој би те прашала доколку шумата сака да испрати порака до луѓето преку инсектите. Што мислиш, која порака би ја пратила? И преку кој инсект? Шумата да испрати порака.
Шумата веќе ни праќа пораки. Шумата веќе ни праќа пораки со тоа што гледаме дека поради инсекти некои стебла се сушат. Значи дека мора да се грижиме повеќе за нашите шуми. Најдобрите пораки што ни ги спраќа шумата најчесто за најлесно видливи се визуелните. Кога ќе забележиме некој проблем. За жал, кога ќе се јави проблемот, некогаш веќе и доцна се реагира. Затоа мора да правиме истражувања. Еве конкретно јас од моето подрачје мора да правиме истражувања и кога шумата е здрава, за да можеме да ги прогнозираме тие појави. Што значи дека шумата дава сигнали, меѓутоа не се тие сигнали секогаш јасно видливи. Да. Значи веќе ни праќа сигнали, спасете ме. Апсолутно. Да, грижете се за мене, за јас да се грижам за вас. Истренирано око често ги гледа тие сигнали веднаш. Не мора ни да влезе во самата шума, со тоа што ќе види падината на другата страна, може да забележи дека нешто не е во ред тука. Така, и само уште една работа, по кои инсекти ја препознава здравата шума? Ја препознавам здравата шума по тоа што ќе видам голем број на видови на инсекти. Ако гледам само еден, популацијата, по диверзитетот на видови. Конкретно, еве, го спомнавме боровиот четник, во боровите култури често се среќава да го имаме само тој. Тоа не е здрава шума. Че колку повеќе видови, тоа поздраво. И тоа општо важи за било кое поле во екологијата. Дека колку повеќе видови се смета за поздраво. Благо и ти благодарам за разговорот, ти посакувам успех понатаму во твојата професија, што повеќе шуми да ни заштитиш и да ни помогнеш секако со подкорниците на Пелистер. Ви благодарам многу за поканата, баш ми беше чест. Се надевам дека луѓето повеќе ќе доаѓаат во природа, повеќе ќе го тренираат окото да видат која шума е здрава, која шума не е здрава, бидејќи сите ние можеме да бидеме шумари на некој начин. Не технички шумари, меѓутоа можеме да известуваме, да пријавиме на одговорните лица ако нешто забележиме дека не е во ред. И тоа е огромна услуга која што може народот да ја направи на шумарството во Македонија. Кога ќе забележи дека нешто не е во ред, да пријави кон одговорните служби, дали било тоа од несовесно човечко работење, да не спомнам илегално работење, дали било тоа појава на пожар, се надеваме дека секој чим забележи пожар веднаш ќе информира, или забележување на сушење на дрвја, како што се од инсекти или болести, за да може навремено да се реагира. Кажавме дека струката ни е дефицитарна и шумарите не можат да покријат секаде во секој момент, така да општата популација многу би било добро да помогне во тој момент и да има разбирање нормално за нашата пракса. Често сме ние озогласени дека сечеме дрвја, меѓутоа и хирургот сече човечки ткива, меѓутоа работи во на крајот за подобро здравје за луѓето. Така и да и ние шумарите како пракса сечат дрвја, меѓутоа главна цел на шумарот е да има што е можно поздрава шума. Го завршуваме разговорот со оваа порака, ти благодарам, да упатам и благодарност до Националниот парк Пелистер за нивното гостопримство денес и да порачам што повеќе да ја сакаме шумата и да ги посетуваме планините.